Ако на арената Тодор Проевски, актуелниот шампион Струга Тримлум, води против Вардар со 3:1 во 67-та, 68 минута некаде, и во една таква ситуација Вардар се брани да не прими повеќе голови, а гачевски голманот спаси 2 гола за да не биде 5:1, и кога малобројната публика, не повеќе од 500 гледачи на сите трибини на овој фудбалски храм, ја испорачува својата порака до раководството на клубот, ако може воопшто да се нарече раководство, ако го упатува до извршниот директор, спомнувајќи го со име и презиме и што да направат, да си одат подитно, јас немам што да додадам и да одземам од овој навистина надпревар кој предизвикува сага кај сите кои го сакаат, почитуваат, да не речем и се колнат во Вардар. Овие пораки на комитите кои има кратко затишје, а сега повторно се јавија, треба најсериозно да бидат примени и да не речам некој да го стави прстот на челото и да размисли како да ја неутрализира оваа ситуација, како Вардар да не изгледа оче на зелениот правоаголник на арената Тодор Проевски и како да него урива она реноме стекнато години наназад, кога овде секоја екипа веќе губеше со 2:0 на излез на зелената трева, да не речам под трибините. За жал, тоа е денешниот Вардар и од фудбалски агол, и од фудбалски капацитет, секоја чест на поединци, и од аспект на луѓето кои се инволвираа и кои придонесоа за оваа мачна атмосфера за сите кои го сакаме Вардар. Како и да е, Струга Тримлум води со 3:1, 17 минута, арена Тодор Проевски, 9-то коло од првата македонска фудбалска лига. Што ќе кажеш, другото? Жално. Ова не личи веќе на ништо. Мислам, излишно е било како коментар. Вардар играл со милиони екипи на истата оваа трева. Зборуваме за ваков фудбалски дебакл. Ја не се сеќам. Ни во самостојна држава Македонија, нито во поранешна Југославија, Вардар да изгуби 4:1 на овој стадион. Не паметно. Губи 4:1, се уште се игра. Види ли го? 81-82 минута на арената Тодор Проевски. Молк, тишина. Не баре сме на некое непријатно место каде што почиваат заминатите на оној свет. Се стишаа и комитите позади нас. Седнаа на своите столчиња, нешто невообичаено. И тоа е еден вид порака. Не оди. А овие долу кои што играат по 10 пат ќе прашам, тој што ги донел, треба да го избркаат прво него. А овие подитно
во првата зимска пауза да се направи целосна реконструкција доколку Вардар сака и настојува да се обиде да фати некаков приклучок на оваа прволигашка табела. Ова демонстрирање на фудбалската игра е на почетничко ниво, најмалку од 6-7 души, претежно оние кои се донесени во Вардар. Да не кажам дека дресот им е сув, не е испотен дресот кој го носат, оваа црвено-црн символ. Девето коло, прва македонска фудбалска лига на градскиот стадион Вардар. Струга Тримлум 1:4. Судијата не дозволи ниту некоја минута повеќе да се одигра. Се беше јасно уште од подамна. Замолкна комитите во второто полувреме. Замолкна сакајќи да испратат порака дека вака веќе навистина не оди. Оние малубројни најхрабри момчиња кои што денес се појавија на градскиот стадион на својата трибина, пратија силна порака, пратија јасна порака, покажаа и кажаа по не знам кој пат дека го сакаат Вардар и дека нема да дозволат или не сакаат да дозволат да биде пуштен така во слободен пат. Во моментот ете слушаме во моментот како ги испраќаат со свирежи своите фудбалери. Зборуваме за комитите, оние кои што ги носеа на крилата до тука, до оваа прва лига. Испратија јасни пораки кон раководството, испратјаат јасни пораки кон спортскиот директор, испратјаат јасни пораки со имиња и презимиња кон фудбалерите, кон начинот на играта, кон непотењето на дресот, кон прикажаната игра. Тажно е денес да се биде на градскиот стадион во Скопје, тажно е денес да си Вардаров навивач овдека. Тоа е, немаме што да одземеме или да додадеме. 1:4 за Струга Тримлум на градскиот стадион. Уште еден пораз болен на Вардар. До кога вака останува да видиме. Насред градски стадион се поздравуваат фудбалерите на Струга за победата.